Здраво, добре дојдовте назад, другарчиња. Ние сме тука и спремни да продолжиме. Но, пред да продолжиме, имам хороскопот Петко да ви прочитам. Јухи, еј, денес е вторник. Чекај да видам што велат звездите. О, денес цел ден ќе учите. Па тоа е одлично. Тоа значи дека вие сте шампиони. Марс ве гледа и ви се воодушевува. Знаете како велат постарите. Тој што учи знае, а тој што знае напредува. Овој вторник учењето и напредувањето нека бидат ваша движечка сила. Добра, Петко. Освен што ќе ги научите сите лекции од ТВ училница и сите лекции што ви ги дале наставничките, денес ќе научите за планините. Со помош на интернетот ќе научите колку планини има во Македонија, која е планината со највисокиот врв, кои животни живеат во планините, кои се специфичните дрвја што растат во планините. Дали сте знаеле дека секоја планина има своји жители? Не дека и други посетители не доаѓаат, но секоја планина има своји жители кои со генерации таму се раѓаат и живеат. Но вие денес ќе го откриете тоа. Во попладневните часови, откако вашите родители ќе се одморат, ќе ги седнете и вие ќе бидете учителот или учителката, а вашите родители ќе бидат ваши ученици на кои ќе ми ја предадете лекцијата за планините. И не заборавајте да им дадете и домашни задачи, веќе тоа е многу важно. Убаво е чувството кога нешто се знае, нели? Но Марс вели дека ова не е доволно за вас. Затоа денес ќе прочитате и најмалку 5 страници од некоја книга или лектира. Па што е тоа за вас? Не заборавајте, вие сте шампиони и можете да направите многу работи. Јухи, еј, ве сака ваш Петко. И да не заборавиме, Цвајнштајн, да честитаме роден ден на тој што денес е роден. Еве јас честитам роден ден на мојата именјачка Ана. Среќен роден ден ако има уште еден Цвајнштајн во светот и нему нека му е среќен. Па може да честитаме роден ден на некој што се века Марија, Лина или Марко. Точно. Никој друго име, Цвајнштајн? Денис. Денис, може. Среќен роден ден на секој што му е роден ден денеска. Одлично, ние може да продолжиме со учење, Се разбира. Сега имаме час за трето оделение по математика, Така. со истата учителка. Така. Така. Значи, денес вака. Ќе учиме од темата број и решавање на проблеми, делење двоцифрен број со едноцифрен. Целта на денешниот час ни е да го разберете односот помеѓу множењето и делењето, да знаете да пишувате примери и усно да го образложите начинот на решавање на овие задачи. Значи сега вака. Прво, нешто. Ајде да се потсетиме за делењето. Цвајнштајн, 10 делено на 2. 10 делено на 2, тоа е 5. 5, одлично. 25 делено на 5. 25 делено на 5 е 5. Добро. 30 делено на 3. 30 делено на 3 е 10. Браво. Одлично сте го словладеле делењето. Сега ќе делиме поголеми броеви со поголеми двоцифрени броеви со едноцифрен број. Постапката за делење ни е следната. Значи, го имаме бројот 28. Треба да го поделиме со бројот 2. Како тоа најлесно ќе го направиме? Дали може би да ги поделиме? Еве вака. Знаеме дека бројот 28 содржи 2 десетки или 20 и бројот 8. Значи, многу е полесно кога бројот 20 ќе го поделиме со бројот 2. Следното ќе го добиеме бројот 10. 10. И бројот 8 ни остана уште, да го поделиме со бројот 2, ќе добиеме број 4. 4, да. И сега што правиме? 10 Сега треба само да ги плюс собереме. 4 ни го дава бројот 14. Многу интересно. Многу интересно. Еве сега ќе ви запишам и на табла како тоа полесно може да го пишувате. Например, бројот 28 поделено со 2 е еднакво. Сега знаеме дека 20 го делавме со бројот 2 Да. и пишуваме во заграда. 20 поделено со 2, затвараме заграда, ставаме плюс, бидејќи после на крајот треба и да ги собереме, ни остана бројот 8. Отвараме заграда, 8 поделено со 2, затвораме заграда, еднакво. Сега што имаме следно? Сега знаеме дека 20 делено на 2 ни е колку, Ана? 10. 10 плюс Цвајнштајн 8 делено на 2? Тоа е 4. 4. Повторно го добивме оној резултат што го запишавме долу, тоа е 10 плюс 4 или 14.
14. Така. Одиме со следната задача. Го имаме бројот 84 поделено на 2. Знаеме дека бројот 80 делив со бројот 2, тоа Да. ни е лесно. Да. И сега вака повторно ќе запишеме. Овде, за да ни биде полесно. 80 И 4. и 4 поделено на 2. Добивме задача од 80 поделено на 2, затвораме заграда, плюс ни остана, отвораме заграда, 4 4 делено на 2. делено на 2, еднакво. Продолжуваме. 80, ако го делиме на половина, тоа ќе биде 40. 40. Одлично. Плюсот го препишуваме, што е измеѓу заградите. Сега ни остана 4 поделено со 2. Ана? Тоа е 2. 2. Одлично. Цвајнштайн, дали знаеш да ни кажеш ти колку е 40 плюс 2? Тоа би било 42. Одлично. Ова е начинот на разложување, за да ни си го лесниме начинот на делење. Ајде сега да си провериме. 80 делено на 2 ни е 40. 4 делено на 2 ни е 2. Го добивме бројот 42. 42, точна задача. Го имаме бројот 63. Треба да го делиме на 3. Така. Што ќе направиме? 60. ќе го поделиме со 3. Добро, ама прво ќе ги разложиме на десетки На десетки. и на единици. Имаме 6 десетки и 3 единици. Значи тука повторно ќе го запишеме. Бројот 63 треба да го поделиме со бројот 3. Еднакво. Отвораме заграда. 60 поделено со бројот 3. Затвараме заграда плюс. Ни остана сега 3 поделено со 3. 3 поделено со 3. Затвараме заграда. Еднакво. Бројот 60, ако го поделиме на 3, Ќе добиеме 20. ќе добиеме 20. Плюсот го препишуваме. Така. И 3 делено на 3, тоа ни е 1. 1. Добивме резултата на... Цвајнштайн? 21. Зашто Цвајнштајнат и не? Па бидејќи мислев дека само јас кажувам и затоа сакав на Цвајнштайн да му дадам Така. да одговори. Фала. Одлично. Сега можеме да одиме и со неколку други примерчиња. Дали некој од вас сака да се обиде некоја друга задача да реши? Јас. Ајде, Ана. Повели? Еве само да ја провериме оваа задача, дека 60 делено на 3 ни е 20, Така. дека 3 делено на 3 ни е 1 и дека го добивме резултатот од 21. Значи точна задача. Да. Еве сега ти, например, 60 делено на 4. 4 еднакво. Прво, Така. За да сега- поделиш со 4 најблиску, што е можно? па 60 веќе ни е на десетки, ама може да го поделиме на 40 за да Плюс добиеме 20, така. 40. Сега како ова го правиме? Делено со Како 4. го разложуваме? 40 делено со 4, затвори заграда, плюс ти остана 20 20 ќе го поделиме и 20 е делив со 4. 4 Затвори заграда, Точно. еднакво, еднакво и овде одиме 40 поделено со 4, тоа е 10 плюс 20 плюс поделено со 20 поделено со 4, 5. а тоа е 5. Добивме резултат од 20 и 15. 15, извинете, 10 било тоа. Ја гледам Се 20-та горе. случува. Ајде сега да провериме дали ти е точна задачата. Ајде. Јас сум сигурен дека е точно. Дека е точна. Да. Имаме 40 поделено на 4, тоа ни е 10. И имаме 20 поделено на 4, тоа ни е 5. Го добивме резултатот 10 плюс 5 е еднакво на
15. Истата грешка се случи на телевизорот. да. Истата Телевизорот грешка. погреши Ана, 20. погреши Ана. Преслушно Дана, па затоа така. Говорете. Одиме со следната, може јас да решавам. Може, повели ти да решиш. 70 делено со 5. Како најлесно ќе го поделиш? Па на 50 и 20. Одлично. Еве, 50 и 20. Имаш прво 70 Така е. 70. поделено на 5. Потоа правиме Отвори заграда. 50 50 поделено на 5. 5. Затвори заграда плюс. Плюс. Отвори заграда 20 поделено на 5. Еднакво. Еднакво 50 поделено на 5 е 10. 10 плюс. Плюс 20 поделено на 5 е 4. Не? Да. 4. Одлично. Значи резултатот е 14. Значи не 24, туку 14. 14. Да видиме дали те послушал компјутерот, Баш- дали ти ги дава точните резултати сега. 50 делено на 5 е 10, 20 делено на 5 е 4. Еве. Значи тој Добро е, се поправи. се поправи точно. Значи сега вака. Избришеме таблата. Сега ќе ви дадам и на двајцата по една задача. Одлично. Едниот ќе пишува на малата табла, а едниот на големата. Може? Да видиме кој побрзо ќе реши. Надпревар. Надпревар. Го имаме бројот за Цвајнштајн, бројот 75. 75 треба да го поделиш со бројот 75, да го поделиш со 5. Со 5. Воре. Така, повели за тебе, бројот 55 да го поделиш со 5. Дадеме полесни задачи низа, бидејќи е помала. Како ќе го решите ова? Кажете кога да почнеме. Може веднаш. Прво 50 поделено со 5 плюс 5 поделено со 5. Така е. 10 плюс 1 еднакво. Решив. Браво, Ана, браво. Задоволен сум. Одлично. Задоволен сум. Да објаснам како решив. Да почекаме само Цвајнштајн да заврши, да Да видиме го што почекаме ќе- Цвајнштајн да заврши. Оф. Оф. Еве го заврши. Значи, точни ви се и двете задачи. Цвајнштајн имаше 75, ги разложи на 50 и на 25. Точно. Прво 50 го подели со бројот 5 и доби резултатот 10, и 25 ги подели со 5 и доби резултат 5, што значи вкупниот збир е 15. Ана, ти? Сакаш да објасниш? Јас 55 го поделив на 50 и на 5. Прво Добро. го разложив, 50 го поделив на 5, ги ставив во заграда, па плюс и 5 го поделив на 5. 50 делено на 5 е 10 и 5 делено на 5 е 1, тоа е 11. Браво, одлично. За вас, драги дечиња, имаме задачи за дома активности, кои што може да се обидете и вие да ги решите. Значи, ова се следните задачи. Првата задача ќе ви биде да поделите пример 70 со 5, 92 делено со 4, 52 делено со 4, 48 делено со 3. Во некој од овие задачи може да има и делење со остаток, бидејќи тоа вие веќе го имате учено, нема да биде никаков проблем. Во овдека имаме и две текстуални задачи кои што ќе бидат за дома. Дали сакате нешто друго да решите се уште? Одлично, мислам Одлично. дека доволно решивме да им оставиме и дома да решаваат малку повеќе. Ви благодариме за овој час. Ние сега ќе проследиме еден мал џингл, па се враќаме повторно тука.